Почитувани граѓани, итно мора да се овозможи изборот на новата реформска влада, која што ќе ги заштити сите граѓани, меѓу нив особено жените работнички од тенденцијата на зголемено кршење на нивните права. Додека претениците на ВМРО-ДПМНЕ за спас на раководството на својата партија ги кочат демократските промени и предизвикуваат блокада на парламентот, илјадници, работници и работнички секојдневно се соочуваат со мобинг, со уцени, со закани, со катастрофални услови на работните места и не можат да побараат помош затоа што системот е блокиран. Доколку Македонија имаше нормална функционална држава, а не блокирана, денес немаше надлежните органи да толерираат бремени жени да работат во трета смена. Форумот на жени на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија укажува дека ова е најгрубо кршење на законот за работните односи, што децидно забранува бремени жени да работат ноќ. Немаше работнички да завршуваат во болница отруени од храна полна со бактерии. Тоа го покажува последниот случај, меѓутоа тој не е единствен. Во Македонија со години најдрско се кршат работничките права, особено во така наречените странски инвестиции поврзани со власта во заминување, поради што и надлежните државни органи не реагираат. Ова посебно оди на штета на жените работнички. Се отпуштаат од работа самохрани мајки, се отпуштаат од работа бремени жени. Текстилни работнички работат 12 до 15 часа дневно прекувремена работа, без да им се исплаќа надомест за тоа. Во некои случаи воопшто не им се исплаќа и плата со месеци. Се уценуваат жените и девојките да не планираат проширување на семејството ако сакаат да го задржат работното место. Новата реформска влада има јасна определба за покачување на платите на работниците преку поддршка на домашните предпријатија и економски раст, како и реални странски инвестиции. Меѓутоа, паралелен однос на ова ќе биде заштитата на работничките права, особено преку нов закон за работни односи и договарање на работните односи преку колективен договор со приватните компании. Синдикатите мора да бидат ослободени од какви било притисоци, за да можат да си ја работат вистински својата работа, да ги заштитуваат правата на работниците. Заради сето ова, сметаме дека под итно е неопходно да и се дозволи во делот на заштитата на жените работнички да се гарантира враќање на истото работно место по породилното отсуство и дополнителна законска заштита на бремените жени работнички, а со тоа безбедно мајчинство и подобро за здравје. Сметаме дека под итно новата реформска влада мора да и се овозможи да го зголеми бројот на инспектори за труд и инспектори за безбедност и здравје при работа, да не се повторат примери на труења или незаконски отпуштања. Државата е таа која што треба да им овозможи на предпријатијата да се грижат за своите работници и да обезбеди истовремено почитување на законите за заштита на работничките права. Новата реформска влада тоа ќе го направи. Неопходно е веднаш да се реализира мнозинската волја на граѓаните и да се овозможи председателот на СДСМ Зоран Заев да ја формира новата реформска влада на граѓаните.